Здраво! Пандемијата со COVID-19 дефинитивно го промени начинот на живот, на размислување, но и на делување во општеството. Многумина од нас голем дел од своето време го поминуваат затворени во своите домови, полни со неизвестност. Сепак нешто останува да лебди, да не крепи слободно, а тоа е музиката. Доказни се двете мои гостинки, младите ученички во Основното музичко училиште Боро Џони од Струмица, Магдалена Мучева и Матеја Димова, кои што благодарение на музиката виртуелно, но сепак го прошетаа речиси целиот свет изминатава учебна година. Интересно е тоа што она што ни стана пречка во движењето за одредени области всушност е предност. Затоа што можеби не би се создала можност да настапуваат на меѓународните фестивали каде што беа оваа година. Добре дојдовте, драго ми е што сте мои гостинки. Магдалена, како се чувствуваш? Навистина многу фестивали поминавте, бевте во Канада, бевте, мислам, во Украина се надпреварувавте и навистина дека може би било тешко да се организира и да се стигне на сите тие надпревари, доколку беше предходните услови во кои што бевме, а не пандемијата. Интересно ли беше да се учествува? Па, мислам дека сега е поинтересно, бидејќи со една снимка или две снимки може да учествуваме на многу фестивали, многу надпревари во целиот свет. Иако не доживуваме целото чувство на шетање низ светот, сепак и го имавме тоа искуство да пак прошетаме, но виртуелно и да учествуваме на тие надпревари. Мате, како се ти чувствуваш кога ве заедно со Магдалена настапувате оваа година и предходната како дуо? Беше ли интересно да се биде дел од светски музичари, млади музичари на ваша возраст, меѓутоа виртуелно да се настапува? Беше интересно, бидејќи можеме да се надпреваруваме со повеќе деца од различни земји и заедно да создаваме музика. На колку надпревари бевте од почетокот на пандемијата меѓународни? Може ли да се сетите од прилика? Да, годината ја започнавме со надпреварите овде во Македонија, на Полихимија во Скопје и меѓународниот надпревар во Штип. Таму исто така добивме прво место. Потоа на виртуелните надпревари на фестивали се пријавивме во Италија, во Шпанија, во Канада, во Латвија и таму секаде освоивме првото место, а во Шпанија се здобивме со наградата Гранд При. Тешко ли е да се настапува во дуо? Мате, како се подготвувате, како го одредувате времето на вежбање со оглед и сепак дека е пандемија и навистина е многу потешко да се организираме или пак и вежбањето е можеби онлайн? Вежбањето е во музичкото училиште, се собираме заедно и го изведуваме. И лесно ли ви е? Како е да се работи во пар, за разлика од индивидуално? Па, јас мислам дека е поинтересно, бидејќи соработуваш, создаваме заедно музика. Секогаш е поинтересно кога работиме во група. За тешко, не е тешко, бидејќи ние вежбаме многу време заедно, веќе 4 години и се знаеме едно со друга, знаеме кој кога свири, кога другиот и баш е интересно. Така. Знам дека долги години, всушност од почетокот на вашето основно образование, го посетувате паралелно и музичкото училиште. Може ли секоја од вас за себе да каже како се најде во љубов со својот инструмент? Како Магдалена го засака пијаното, а пак Матеја виолината? Па, јас од секогаш сум сакала да свирам на некој инструмент. Кога бев мала го запознав пијаното и веднаш знаев дека сакам да свирам. Почнав во прво оделение и тоа ми е огромно задоволство. Вежбам секојдневно и со многу љубов. Ти, Матеја?
Кога бев мала, видов на телевизија една девојка која што свиреше во оркестар и посакав да свирам како неа, па така мајка ми и татко ми подарија играчка виолина, зашто не одев на училиште. Но кога тргнав на музичко, веќе одлуката беше донесена дека ќе се запишам на виолина. Тие дома ја скриле виолината и една вечер ми ја подарија, велејќи, изненадувајќи ме со неа, и јас се израдував многу. И од тогаш ви трае постојано таа страст, не сте почувствувале презаситеност од свирењето? Па јас не верувам дека може некој да се заситиш од музика. Тоа е најубаво. Така. И двете сте девето одделение? Јас сум девето, таа е 8. Значи уште една година имаш понатаму. Работите заедно со наставничките Ана Тимова и Костадинка Ончева. Како е да се работи со наставниците? На што најмногу посветувате внимание и како дојде до идеја да работите заедно во дуо? Па јас и Матеја свиравме заедно од веќе 4 години, но свиравме во други камерни состави, свиравме во квинтет, во квартет, во трио и сега останавме само ние двете и свириме во дуо. Идејата дојде од наставничките и многу интересно да се работи со нив двете, бидејќи едната е за пијано, другата виолина и добиваме искуство од сите страни. Со нив најмногу работиме на динамика, на нашата изведба, како изведуваме и да. Ти, Матеја, твоето искуство? Јас сум радосна бидејќи имам две прекрасни наставнички кои не поттикнуваат да даваме се од себе и вложуваат многу во нас. Заедно ли одлучуваат на кои надпревари би требало да се пријавите, како ги добивате идеите? Па да, тие двете одлучуваат, ги наоѓаат надпреварите и ние се разбира се согласуваме и учествуваме. Може ли од прилика да се сетите колку надпревари имате посетено индивидуално и заедно изминативе? Знам дека се многу, но може би некоја од вас се сеќава барем на приближна бројка. Па јас знам дека имав учествувано многу на меѓународните надпревари по лихимнија, на различни во Македонија, но сега оваа година почнавме да учествуваме на меѓународни така надвор од земјата. Исто така одам на надпревари и по теорија, музичка теорија, но на тие надпревари учествувам на државните надпревари и на меѓународни надпревари исто кога има. Јас од мал, од второ одделение, прв пат одишав на надпревари и од тогаш секоја година одам на општински, регионални и државни, а и на меѓународни заедно со квинтетите, квартетите. И исто така и на солфеж и теорија. Имате ли некакви познанства и пријателства што може би ги негувате од тие надпревари, од заедничките настапи овде и надвор од земјата? Или еве, например, на некој од виртуелните надпревари, имало ли можност да запознаете некој од настапувачите? Па на виртуелните надпревари ние не сме се запознали со никој за жал, бидејќи ако имаше некој настан да се видиме, сигурно ќе се спријателивме. Но имаме пријателства од овде, од државните, од регионалните надпревари кои редовно ги негуваме и се дружиме постојано. Матеја? Јас од свирењето во квартети и квинтети ја сретнав мојата најдобра другарка која ми е сега и така од тогаш се запознав. Значајни придобивки всушност носи музиката, освен лично задоволство и задоволство на сите ние кои што уживаме. Кои се плановите за понатаму? Дали се подготвувате за други настапи, други надпревари и каков ќе биде твојот контакт со музиката сега кога го завршуваш основното образование и се разбира плановите на Матеја? Па за сега не сме одлучиле дали ќе има уште надпревари за да ја завршиме школската година, но јас во средно училиште нема да продолжам музичко, но верувам дека редовно ќе го негувам и вонредно секогаш ќе остане со мене. Јас сакам да продолжам во музичко образование, бидејќи тоа ми лежи на срце и сум многу радосна кога сум во музичкото училиште. Ви благодарам многу. Навистина е задоволство да ве имаме овде, но и на јавноста да ги презентираме младите таленти кои што со музиката не презентираат и не представуваат во светот. И се надевам дека спомените кои што ги правите со музиката секогаш ќе ве топлати вас, но и сите ние кои што споделуваме дел од вашите искуства. Ви благодарам за учеството. Благодарам на вас.